Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео остануваме на македонската книжевна сцена и ќе зборувам за еден од современите класици на македонската книжевност, а тоа е романот Зора зад аголот од Димитар Солев. Зборувавме за тоа дека е важно да ги читаме класиците, секако класиците на светската книжевност, меѓутоа и Македонија има своји книжевни класици, или може да ги наречеме и современи книжевни класици, во кои може да влезат оние повоени автори и дела, нели, од тие автори, писатели, писателки, зборуваме за Јаневски, Чинго, Солев, Абаджиев, Андреевски и други писатели. И она што ми се допаѓа и што го приметувам во последно време е што се случува една реактуализација се врти вниманието кон овие писатели и писателки кои што може да ги наречеме македонски класици, малку подзаборавени или може би малку повеќе заборавени автори. И гледам дека издавачките куќи се обидуваат повторно, им се навраќаат на овие автори, затоа што искрено имаше време кога не можеше да отидеш во книжарница, една обична книжарница и да најдеш некое ново издание со нова модерна корица, пример од Јаневски или Чинго или другите автори, и освен на некоја полица кај некого дома со нафатена прашина врз цела едиција, пример, собрани дела, или да одиш во библиотека, или лектирно издание. Меѓутоа ми се допаѓа што издавачката куќа 3, ако не се лажам, имаше Пире и ги реиздаде Големата вода, пример. Славко Јаневски фондацијата почна да ги реобјавува неговите дела и сега има една доста сериозна и амбициозна едиција на Арсламина издавачката куќа, се вика Македонски книжевни класици и е доста обемен потфат и веќе се издадени делата на Петре М. Андреевски, поголем дел од неговите дела. Ги има веќе издадено, ја има збирката, ја видов скопјани од Кане Тодоровски, од Живко Чинго, двете збирки кои што многу ги сакам и едва и чекам да направам видео, Пасквелија и Нова Пасквелија, Големата вода романот, веројатно е веќе или ќе биде наскоро издаден, реиздаден, и од Ѓорѓе Абаджиев Пустина и Арамиско гнездо. Сега оно што ми се допаѓа и што Арсламина се обидува да го направи е да направи некој спој, да им даде еден иновативен, современ допир на аспект на сите тие стари класи, тие постари дела од пред неколку децении и повеќе. И со тоа што, например, кориците за делата на Петре М. Андреевски ги има правено ги има дизајнирано неговата внука Воскресија Андреевска. Например, во оваа Зора зад аголот на Димитар Солев и на Кратката пролет на Моно Самоников, двете негови дела кои што се реиздадени, кориците се слики од Васко Ташковски, значи познатиот уметник, сликар кој што бил негов пријател и соработник. Например, од Чинго, Пасквелија и Големата вода се уште не сум видел како ќе изгледа, Пасквелија веќе ја имам. Значи, тоа нив ги има креирано неговиот внук Владо Муковски, кој што е уметник, и на Ѓорѓе Абаджиев, значи за Арамиско гнездо и Пустина, неговата внука Искра Димитрова, кој што е уметница и дизајнерка, таа ги има креирано кориците. И ми се допаѓа тој спој на едноставно еден современ, модерен допир или израз на она што веќе обстанало со децении. Знам дека треба да им се навратиме на овие романи, знам дека можеби некои сме ги читале како лектир или многу одамна, некои не сме ги читале, и за мене сега со овие видеа, со ова препрочитување, за некои романи ми е препрочитување, некои ги читам за прв пат и се воодушевувам. Знам дека нема секој роман да ни се допадне подеднакво, малку може да постојат и предрасуди во смисла на тоа дека мислиме дека тоа се застарени теми, нели надживеани работи, јазикот може да е комплициран, архаичен, меѓутоа тоа не треба да биде разлог да не им се навратиме и да не ги читаме паралелно, нормално со современите автори, писатели, писателки, современите дела. Ајде да се навратиме на Зора зад аголот. Меѓутоа, ако ви сосема накратко, ако ви се допаѓаат моите видеа и сакате да ме следите понатаму, значи може да стиснете subscribe и на звончето на YouTube, да стиснете лайк и да ме заследите како читачот на Facebook, исто може да ме најдете на Instagram. И тоа би ми значило, и ако некојаш ви се допаѓаат овие видеа, споделете ги, затоа што така ми помагате да што повеќе луѓе дознаат и да ја прошириме љубовта за книгите.
што всушност е приказната и што се случува во овој роман. Ова е роман хроника, а и Димитар Солев во овој роман го покрива периодот во Скопје, меѓу Втората светска војна некаде и земјотресот во 63-та, и хроника на едно време, на едно место и на животите на сите кои што живееле во тој град, во Скопје, во тие повоени години. И на секој град му е потребен таков хроничар, му е потребен некој што ќе ги забележи, ќе ги конзервира тие случувања, тие животите, тие животни приказни од тоа време. И тоа може да се направи па и преку поезија може да се изрази преку филм, може да се изрази преку проза, преку кратки раскази, преку роман, како овој на Димитар Солев, може преку документаристика и еден таков легендарен хроничар на Скопје е Данило Коцевски, кој што неодамна пред неколку години почина, легендарен хроничар. И интересното е што во овој роман сите тие животни приказни, затоа што не постои, кога зборуваме за еден град и кога зборуваме за хроника на еден град и за живењето во тој град во одредено време, значи не постои нешто како град, абстракција или само не е доволно да кажеме Скопје, туку тој град е сочинет од лични животни приказни, на луѓе со име и презиме, на поединци, на луѓе со своји борби, со своји сомнежи, со своји надежи, разочарувања, разделби, веселби, радости и своји желби и страсти и така натаму. И сите тие ликови, сите тие приказни, животни приказни кои што ни се прикажани во овој роман во 31 поглавје, инаку заборавив да кажам, романот е издаден во 1984 година, значи едно од подоцнежните дела на Солев, има доста дела и пред овој роман, и сите тие ликови се споени во една точка или ги спојува едно место, една просторна одредница која што се наоѓа во Дебар Мало, а тоа е кафаната, гостилницата, угостителското предпријатие, како што било наречено после војната, Зора. Значи Зора за Заголот е таа кафаната е Зора, не е Зората која што кога ќе свртиш за Заголот и гледаш како изгрева сонцето и се буди зората или се раѓа новиот ден. Значи Зора е кафаната, сместена тука под крошните на липите, а на вториот кат на таа кафана, на таа градска кафана живее претходно собственикот на таа кафана, подоцна и управителот, а тоа е таткото на раскажувачот или на нараторот на ова дело. Тој дури подоцна на крајот во последното поглавје ни го открива неговото име, Цалбланко Колиштрковски, имињата се приказна сама за себе во романов и ќе споменам некои од нив. И тој ужива да скриен под крошни, да седи на неговиот балкон скриен под крошните на липите и си има направено перископ со огледалца, го има склопено самиот и кога ќе се отвори кафеаната од Сабајле, значи го спушта и ги прати сите случувања, ги прати доаѓањата, заминувањата на тие, расположенијата на сите тие редовни муштери и посетители на таа кафана. И интересно е што местото, како топос, како место, таа Зора игра клучна улога. Меѓутоа, исто така кога зборува, значи може да зборуваме за времето во Скопје во тој период, меѓутоа и местото е важно, затоа што на повеќе места во романов раскажувачот користи геометриски фигури или изрази, ќе каже па триаголникот помеѓу Зора, женската гимназија и паркот. Во тој триаголник се случуваше тоа и тоа, или во права линија од мојот балкон кон плоштадот на градот живееше, пример, Кочо фотографот. И значи важно е времето кое е опишано во овој роман, меѓутоа важен е и просторот. Важно е местото каде се случуваат. Најголем дел од настаните се случуваат во Дебар Мало, паркот, значи тој потек тука на кај плоштадот, таму каде што била женската гимназија. И убавото нешто во овој роман, што е човечен роман и без преувеличувања, без дотерувања, и Солев ги прикажува овие ликови, овие луѓе кои што живееле во тоа време во Скопје, од кои некои биле навистина се вистински ликови, се негови познаници, ги прикажува со сите нивни слабости и доблести. И она што ми се допаѓа е тоа се животни приказни од на секакви луѓе, на
посредени луѓе, на сиромашни луѓе, на луѓе што фантазираат да станат нешто, на луѓе што ќе завршат во затвор, на луѓе што се речиси алкохоличари и од отварање до вечер се во кафаната и се расправаат, докажуваат нешто. Меѓутоа, она што ми се допаѓа е што кафаната ги обединува не само што има аспект на боемски живот, меѓутоа таа ги обединува луѓето од секакви позадини. Има, не знам, сиромашен студент кој што доаѓа со едно турско кафенце да седи таму и да учи со саати, па Славе Вардарец, главниот келнер кој што ја отвора и ја затвора кафаната, па има разбирање затоа што се надева дека ќе заврши факултет и нешто ќе стане од овој човек, па го е стрплив со него. Па има луѓе кои што се веќе пензионирани и седат таму, значи се поимотни, се расправаат таму. Има актери, некој, не знам, Сашо Снагата е таму актер, кој што со веспата со моторчето доаѓа таму. Значи има секакви ликови, го има локалниот доктор кој што е речиси ексцентрик, кој што е вегетаријанец, свири на виолина и кој ќе дојдеш приемното оделение му е како, не знам, како градина со секакви цветиња. Значи и луѓе кои што ставаат впечаток одреден на дворешно, меѓутоа внатре дома си имаат проблеми. И има еден исто лик кој што Дукадин Тупаревски кој што живее спроти кафената и кој што е централна меѓу другите ликови е неговата приказна и приказната на неговиот внук Дукле Тупара. И интересно е што не оди хронолошки нанапред да ги следи случувањата, туку ми се допаѓа што во некои поглавја, речиси во секое поглавје има нов лик и нова животна приказна, меѓутоа има навраќање и на вешто ги плете некои од тие приказни со навраќања во минатото, некојаш и пред војната и нивните животни приказни. Многу убаво тоа, многу човечно го прави тоа Димитар Солев. Значи, тоа е еден многу убав аспект на романот. Меѓутоа и во сето тоа, во тој нешто друго што мене ми се допадна во врска со овој роман, со оваа хроника, е што цел тој кафански свет, кој што на некој начин е машки свет, собрани се луѓе тука и се расправаат и пијат, некои се повлечени само си ќутат и дошле таму. Интересно, дури секој си има нешто што го пие, некој секојаш пие пиво или некој пие коњак или како и да е. Ми се допадна што некаде при крајот на романот тој раскажува што ќе каже и Славе Вардарец, и Кочо фотографот, и докторот Муквос, и не знам, Сашо Снагата, и Борко, и не знам кои други ликови беа, веќе ги заборавив, не направија толку колку што направи една жена. Тоа е зборува за неговата мајка, Паца Колиштрковска. И таа ќе направи еден гест и во цел тој машки свет кој што многу често знае да е свет на докажување и на едноставно немање многу сочувство, на некојаш на ситење, на исмевање, на полсоние досетки некои. И таа ќе направи еден гест кој што е вистински гест на сочувство, на солидарност, на мајчинска грижа и многу убав баланс на цел тој машки свет кој што го носи кафаната сама со себе. Во целиот овој роман и целото тоа наблюдување и следење на тие животни приказни, на некој начин нараторот, тоа момче кој што седи на балконот и ги наблюдува туѓите животни низ неговиот перископ, е вистинска метафора и перископот и целото тоа наблюдување е метафора за писателот како дејност, како професија, затоа што и тука тој на крајот вели при крајот вели: кога не те бива за друго, нема ништо поубаво од добивање на времето, макар и со дзиркање во туѓи животи, додека не си го имаш својот. Преку тоа дзиркање во туѓите животи и преку документирање на тие животни приказни во раскази, во роман, и самиот тој станува писател и тоа дзиркање во туѓите животи е метафора и за писателот и за писателскиот занает. Така што се на се ова еден интересен, ова е еден кроток роман за, особено ако ве интересира Скопје, историјата на Скопје е интересен опис на едно време, на ликовите без нивно дотерување, туку такви какви што се во нивната човечност и во нивната нечовечност, во нивните среќи, во нивните несреќи. И навистина јас уживав во овој роман, ви го препорачувам, мислам дека нема да сгрешите ако го прочитате. Ако веќе сте го читале, искоментирајте ми кој ви е омилен лик, има секакви ликови, смешни, тажни ликови.
и каков впечаток имате од овој роман. Значи, се радувам што се навраќаме на македонските класици и повторно ќе продолжам и со Јаневски и со некои од други романи што влегуваат во современите македонски класици. Чувајте се, се гледаме со наредна рецензија. Поздрав и чао од мене.